Ана Василевска, новинар, критичар, рецензент во Агенцијата за филм, координатор на филмски фестивал. Човек кој во исто време седи на повеќе столчиња. Била фактор во одлучувањето за тоа кој ќе добие народни пари од Агенцијата за филм, а воедно заработувала и од фестивалот Златна рамка, кој е финансиски поддржан од истата институција. Сметам дека тој извештај од култура е апсолутно, ајде вашето непознавање можам да го простам, вие сте млад новинар, па треба малку повеќе подлабоко да влезете во состојбите, меѓутоа за една институција како што е Министерството за култура сметам прво и основно дека треба навистина да го знае фактот дека судир на интереси во оваа држава може да констатира единствено Државната комисија за спречување корупција. Прво и основно. Второ, таа вообичаено судир на интереси може да се констатира кај функционери и во никој случај тоа не може да бидат хонорарци. Ревизијата на Агенцијата за филм, што ја направи Министерството за култура, констатира дека има сериозен конфликт на интерес. Ана Василевска пак вели дека тоа било само клевета, но немаше одговор на прашањето. Зошто не тужи ако станува збор за клевета? Судир на интереси е констатиран кај Ана Василевска, филмски рецензент во Агенцијата за филм, по основ на координатор на филмска програма на манифестацијата Златна рамка, проект поддржан од Агенцијата за филм. И се исплатени средства во износ од 45.000 денари за 2022 и во износ од 50.000 денари за 2023 година, што е спротивно на Законот за филмска дејност. Покрај тврдењата дека Министерството за култура ја клевети и дека таа немала судир на интереси во одлучувањето кој ќе добие народни пари, како и дека тоа го докажала пред антикорупцијската комисија. Таа постојано се обидуваше да ги дискредитира своите колеги, новинарите, за прашањата кои произлегуваат од извештајот за работата на Агенцијата за филм.